Око на ТВ Нова, добар ден. Изборната кампања влегува во својот финиш. Во последната седмица пред изборите, кога се одбројуваат денови до големото финале в недела, денот кога одлучува неговото височество граѓанинот. Оваа емисија е замислена како политичка анализа на случувањата на и зад сцената, изборните ветувања и очекувањата од резултатот. Гости во студиото се аналитичарите Виктор Грозданов и Алберт Муслиу, професорот од Правниот факултет Владимир Божиновски и колегата од телевизија Алфа, новинарот Љупчо Цветановски. Господа, добре дојдовте. Зоти Муслиу, мирдита. Мирдита. Сијени. Ошо Бог. А дот кеми дебат мир? Па бесој се дот кеми, се што? Прбари оште мир, нифе ми, а што ќе бесој се дот еден мир. Јас немам проблем со тоа да ве поздравам, да ви пожелам добре дојде, како сте, да ве прашам на албански, знам да кажам и уште по некој збор, малку повеќе разбирам од колку што можам да зборувам, но не можам да сватам зошто би требало, например, децата во Струмица, во Берово или во Битола, уште од мали да учат албански јазик. Види, прашањето на јазикот е, знаеш дека мој мајчин е албански, но немам проблем да комуницирам и македонски. Прашањето на јазикот е богатство. Јас, например, знам турски. Сум учел во малото и воопшто тоа не го сметам за хендикеп. Јас сум живеел во Чаир и од таму знам некој збор албански. Дури градоначалникот на општина Гостијар го прогласи турскиот као службен јазик, иако не е задолжен по законот, така да мојот пристап до јазиците е до богатството. А не верувам дека децата во, кај рековте? Па ги спомнав некои градови каде што речи си и да нема албанско население. Не, значи во делови региони на Македонија нема албанци, има други немнозински заедници. Например, знам дека има во Штип прилично големо турска и ромска заедница, така да по мене е практично таму да се научи бар дел за комуникација за тие јазици. Што се однесува до албанскиот, не гледам потреба да некој биде присилен да го учи, но не гледам исто така потреба некој да биде така напумпан да не го учи, затоа што тоа е погрешен пристап. Јас знам многу јазици и да ти кажам многу комотно се чувствам во многу европски. Нели таа мисла легендарна, колку јазици знаеш, толку луѓе вредиш? Па прилично многу луѓе вредам, да ти кажам, али не гледам конкретна причина зашто да се прави анимозитет околу тоа. Така. Во секој случај прашањето кое го отвори СДСМ и упорно го турка во последниве неколку месеци предизвика реакции кои не можат да стивнат. Албанските интелектуалци во повеќе пригоди сум ги слушал дека го објаснуваат нивното чувство за нееднаквост преку поделбата на буџетот и употребата на јазикот. Тоа кај албанските интелектуалци создава чувство на нееднаквост. Албанскиот ќе имаме време да се не можам овој дел за чувството да го ќе го дообјасните подосна. Сакав да ги прашам останатите гости како за прогресивните, авангардни уши на интелектуалците македонци звучи планот на лидерот на СДСМ Зоран Заев за воведување на двојазичност на целата територија? Јас мислам дека е навредлив моментот што тука зборуваме за политика и јазикот. Јазикот е света работа. Јас сум лингвист, не се, баш кај лектор, баш кај другите јазици и тоа, но зборуваме за јазик кој што се употребува во политички цели како мамка за гласови. Тука е главниот проблем. Неспорно е она дека јазикот е прекрасна работа, колку знаеш, толку вредиш и сето тоа, но ова е веќе друга димензија една, која што излегува од рамките на нормалата. Наметнува некои политички проблеми кои што потоа, може би еве и сега, Заев и самиот си рече, нели, зборувајќи за градото лице на македонецот, дека ако не било сега, следниот пат и слично, тој им ја наметнува таа работа на другите, во меѓувреме албанските партии го прифатија тоа што го фрли тој на маса. За нив е нормално да го бараат тоа и се, но тој им даде некој друг мотив и тука е грдотијата на нештата. Употребата на јазик е едно прашање толку убаво и свето за политички поени, мислам дека тука е страшната работа. Грозданов? Кога збориме за употреба на албанскиот јазик, значи господинот Заев, кој што кажа колегата, дека ја употреби, дека тоа ќе биде за практична примена на територија на целата територија на Република Македонија и дека станува збор за комплетно да се изучува албанскиот јазик, кој што ќе се вметне во образованието. За разлика од него, значи неговиот ментор Љубомир Фрчковски вчера проба да го релативизира тоа што го кажа Заев, кој што патем не верува
иако вика сега му е мајката да го решиме тој проблем, мислам дека не верува во таа приказна. Фрчковски проба да го релативизира, да биде тоа во некаква факултативна настава, да ако сакаш да го учиш добро, ако не сакаш да го учиш па добро. Тоа Но со оние 6% од албанците што би гласале за СДСМ, па и не верувам дека успеа, ако била поентата да се релативизира тезата на Заев, успеа во тоа. Бидејќи со тоа јасно беше кажано дека ова прашање е отворено наменски Заев, во политички цели. Значи Заев јасно се изјасни дека рамковниот договор кој што е дел од нашиот устав, значи променет во 2001 година, дека сега он ќе го надмине, значи ќе го прошири рамковниот договор, дека тоа е една рамка која што може да биде ништовна и дека можеме да идеме во други делови. Двојазичност е само еден дел и нормално на сето тоа, кога викаш дека рамковниот договор веќе не е доволен, дека треба да идеме понатаму, нормално дека позиционите партии, односно негови опозит партии му викаат, сега ти значи идеш и во федерализација и во кантонизација, така да од една убава работа, дали децата во Скопје ќе учат факултативно албански за да може да се разбираат со своите другари на нивниот јазик, сега он тоа го наметна дека ќе идеме на цела територија. Кога ќе се наметне да иде на цела територија, тоа значи има други финансиски последици, каде што ќе треба да имаш ти веќе превод на комплетно на албански јазик. Ќе зборуваме за тоа во текот на емисијата. Божиновски? За мене јазикот е пред се средство за комуникација. Е чисто практични причини, нормално е дека некаде во некое место каде што повеќето луѓе говорат еден јазик, тие што се помалку од тие луѓе да го научат и да го говорат истиот јазик. Многу е поедноставно така, отколку и тоа мнозинство да го учи сега другиот јазик. На кој јазик ќе се разбираме? Ако е така, тогаш зошто да учиме два јазика? Нормално, тој што сака да учи, треба да учи, убаво е да се научи секој јазик. Ја тука немам никаков проблем, апсолутно. Нормално дека и треба онамо каде што да кажеме етничките албанци се во поголем број, како што е тоа регулирано, да можат да се обратат кон државните институции на својот јазик и да им биде одговорено, и тука немам апсолутно никаков проблем. Тоа е добро, тоа е за доброто и за напредокот на Македонија. Но да се инсистира на нешто кое што нема никаква логика според мене, апсолутно нема никаква логика, туку само носи зголемување на буџетски средства кои што ќе треба да се трошат за ништо, не можам на никој начин, освен како еден обид за политичко поентирање кај етничките албанци, значи не можам поинаку тоа да го сватам. Зошто Заев би се залагал за двојазичност на цела територија, отворање на рамковен договор и ред други работи, освен ако не е за да им се приближи на албанците. И сега тука е најголемиот проблем. Само секунд, тука е најголемиот проблем. Значи не можеш ти да се обидуваш да привлечеш гласачи од етничката албанска заедница преку некакво напредување на корпусот на етнички права од партија која што не е етнички албанска. Значи ние имаме 4 партии кои што едноставно се уште постојат и се уште се базирани на тој етнички концепт. И они треба да станат граѓански. А вамо имате граѓанска партија која што се обидува да се приближи до етникум од каде што не потекнува најголемиот дел од нивното гласачко тело. Освен за политичко поентирање, апсолутно не гледам друга причина. Значи, вие имате одреден број на гласачи, не можете да добиете поголем број, чекај да видиме, да земеме од овој другиот корпус, од кој што до сега, кон кој што до сега не сме пледирале за да добиеме гласови. Ќе зборуваме за употребата на јазиците малку подоцна, сакам на почетокот на оваа емисија да ја дадам друг правец. А тоа ќе го направам со уклучување на уште еден специјален гостин, една дама. Прашањето на двојазичноста, изјавата за виткање на рбетот и низа други потези низ годиниве го сменија ликот на СДСМ. Социјалдемократите некогаш со гордост се нарекуваа државотворна партија. Можат ли овој епитет да си го препишат и денес? Го загубили курсот бродот на некогашниот кормилар, социјалдемократската икона Бранко Црвенковски. Дали пред овие исклучително важни избори за државата, вистинска алтернатива на ВМРО ДПМН е партијата која внатре е поделена на бранковисти, заевисти и на други незадоволници. Оваа последна група станува се побројна по објавувањето на листите на кандидати за пратеници. Дилеми за вас, почитувани учесници во денешната емисија, но и за специјалниот гостин во неа, Солза Грчева, поранешен пратеник на СДСМ, социјалдемократ исклучен од партијата поради бојкот на одлуката за бојкот на парламентот. Господја Грчева, добро дојдовте во ОКО.
Добре ве најдов и поздрав до вашите гледачи. И до вашите партија гости. со јасна визија или раштиман оркестар без вистински диригент? Како ви изгледа денес вашата матична СДСМ? Знаете, кога сте 10 години во опозиција, се обидувате со различни концепти да дојдете на власт и тоа е легитимна работа. Не можете да ја замрзнете ситуацијата во партијата онака каква што била се наследила, морате да еволуирате во склад со сите делувања на другите партии и случувањата во државата. И тука нема ништо спорно. Значи, Социјалдемократскиот сојуз, поготово на претходните избори, а сега уште повеќе, се обидува да се ребрендира. Преку истакнување на сосема различен концепт на своји листи, преку различен тип на владење со партијата, кој што мене лично ми наликува на авторитарно владење и не ми се бендисува. Мислам дека си ги искуси демократските капацитети, но лесно од тоа ребрендирање можете да влезете во дебрендирање на партијата и тоа е тоа што ме загрижува. Бев навистина збунета, еве, последно од листите кои што излегоа, како што беше збунета веројатно и целата јавност, иако имаше најави дека ќе стане збор за едни разнородни листи кои што ќе инкорпорираат повеќе граѓански активисти и независни интелектуалци, дозволете да не бидам, да не верувам во искреноста на таквиот концепт, бидејќи доаѓа од истото раководство кое што не покажа ни трошка разбирање за некаква независност, еве да речеме искажено преку мојот пример. За една мала концептуална разлика која што искажа во рамки на партијата, уште пред да влезам во собранието, ја бев практично запишана во тефтерчето. Потоа и влегов во собранието. Тогаш изјавивте... Значи, сметам дека демократскиот... Да? По објавувањето на изборните листи изјавивте полна уста со демократија, полна торба со камшици. Рековте и дека објавувањето на кандидатските листи и составот го оценивте како чистка и фронт на миленичиња и послушници. Сега велите демократскиот капацитет на СДСМ е под знак прашалник. Повелете. Знаете, еве фигурираат овде некои независни интелектуалци кои што гарантирам ако независно настапуваат во парламентот, тие многу малку време ќе проведат во истиот тој парламент. Исто така граѓанските активисти кои што се таму, кои што ја исклучително како личности ги познавам и ги ценам, мислам дека веќе отстапија од својата автентичност, се ставија под партиско знаме. Понатаму не можам да разберам како на таа листа се најдоа, да речам, долгогодишни сојузници на Груевски. Заев делеше опрости на тие, велејки, еве се покајали, сгрешиле, но разберете дека се работи за луѓе, поединци, но и партии, кои што имаат сосема различни идеологија. Тоа е да ризичен концепт. Да видиме, може би ќе донесе повеќе гласачи, но од друга страна, како што реков, мислам дека може да дебрендира партијата. Дека нема демократски капацитет, посведочи и тоа што дебатите беа дозволени откако беа составени во тесен круг листите. Дебата беше дозволена откако во тесен круг беше најавен бојкотот на собранието. Значи не се стануваше збор за една демократски донесена одлука, не беше помината ни органите на партијата, не беа запознаени со неа ни пратениците, додека во 5 до 7 не се објави тој бојкот. Се разбира дека за мене и за многу други беше таквиот став неприфатлив. Госпоѓа Грчева, дозволете уште едно прашање од студио? Во партиите. Да. Имате ли контакт со вашите поранешни сопартици? Каква е атмосферата во СДСМовскиот табор и како го оценувате досегашниот тек од кампањата? Па знаете, имам контакт со членови кои што веќе не фигурираат не само на листите, туку не работат воопшто во партијата. За жал партијата почна да работи со една центрифугална сила наместо со центрипетална, нели во име на окрупнување на опозицијскиот фронт. Такво нешто не се случи. Значи, контактирам со голем број на проминентни луѓе кои што биле под старото раководство и со некои колеги до вчерашниот парламентот. Меѓутоа, можам да кажам дека
Тоа послушништво се делегираше од врвот на партијата па надолу во еден тесен круг и се разбира понатаму клиентите кои што секојаш ја пратат секоја од партиите. Ова се тажни процеси, мислам дека не смее да се оди во овој правец, најмалку во една социјалдемократска партија. Останува да се види што ќе се направи на овие избори. Самото споменување на широка коалиција со ВМРО-ДПМН по изборите, мислам дека ќе ја декласира ваквата погрешна политика на Социјалдемократскиот сојуз. Што се однесува до изборите и до кампањата која што се тера, гледаме едно наддавање со популизам, една трагикомична ситуација во која што се реплицираат најштетните политики. Вие не можете со субвенции да лечите една тешко ранета економија. Тоа ми наликува, знаете, направив една паралела, да речеме да лечите сиромаштија со субвенции, изгледа како да лечите дебелина со попуштање на каишот. Не чувме за сериозни реформи во администрацијата, секој кокетира со таа администрација чија бројка ја спореше, не чувме за реформи во пензискиот систем, не чувме од образование ништо апсолутно, тоа се како од бинго, од барабанот на бинго извлечени мерки кои што нема да го санираат образованието. Не чувме за ставот конечно за името, нашето напредување кон Европската Унија и НАТО и така натаму ред работи кои што треба да ги изоди оваа нација. Нас не очекува еден тежок пат и сметам дека одговорни политичари со време тоа треба да му го кажат на народот, наместо да го посипуваат тој пат со рози, со лажни рози, а тој пат може лесно да не одведе многу бргу до банкрот и до пеколот. Господја Грчева, спомнавте дека најмногу револт предизвикаа добитните места за луѓето кои немаат никаква идеолошка врска со СДСМ, оние кои со години не го кренале гласот против власта, а во најспецифичните случаи и оние кои 10 години беа дел од власта на ВМРО-ДПМН, на нивна сметка извисија докажани и посветени партиски борци. Како тоа вам ви делува како веќе искусен социјалдемократски дисидент, веќе спомнавте, што ќе се случува во СДСМ по изборите ако партијата забележи пораз? Па знаете, од таа коалиција не извисија само проминентни борци докажани од Социјалдемократскиот сојуз. Тој не успеа да ги привлече и другите опозицијски партии, евидентни опозицијски партии кои долго време делуваат на нашата политичка сцена, на сметка на оние кои што многу комотно си кохабитираа во владата на Груевски. Мене ми е ова многу чуден концепт и многу нефер, конечно, многу нефер. Буквално беа отфрлени како диво месо луѓе кои што делуваат во истата идеолошка социјалдемократска матрица и чии што ставови можеби 1, 2 до 5% се разликувале од оние ригидни ставови кои што ги има актуелното раководство. Тоа е нефер и да видиме како сето тоа ќе се одвија, дали ќе донесе гласови, дали ќе му донесе победа на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи верувајте, полно луѓе се разочарани. Ве замолувам да останете линковски поврзани да ја следите дебатата во студиото. Ние продолжуваме со нашите гости, а би сакал и вам да ви поставам едно прашање, но малку подоцна откако ќе ги слушнеме ставовите на Муслију, Грозданов, Божиновски и Цветановски. Уште лани во мај Заев за една косовска телевизија чинам го отвори прашањето за употреба на албанскиот јазик, кога кажа дека ќе се потрудам да парафразирам дека тој лично не губел ништо како македонец, ако децата во градинките и во основните училишта учат албански јазик, дури и во Струмица, каде 94% од жителите се македонци, 5% се турци, а 1% спаѓаат во графата останати. Оваа есен Заев е многу појасен и попрецизен кога зборува за ова прашање и навлегува уште подлабоко, па вели дека рамковниот договор не е договор, туку само рамка и треба да се оди преку неа. Потоа во кампањата вели дека граѓаните треба да бидат спокојни, дека нашиот устав е европски и тој нема да дозволи промена на уставот. Звучи малку збунувачки или пак станува збор за политичка порака наменета за различна публика. Муслију, прашање за вас и ви се надоврзал со уште едно. Дали се чувствувате малку стеснето во рамката од Охридскиот договор? Прво, за волја на вистината, рамката на Охридскиот е надмината со првиот Пржински договор. Таму има ставка каде што се вика дека буџетот ќе се распределува, а тоа не е во
рамковниот, и второ, во рамковниот има член кој вика дека Охридскиот рамковен договор и неговото исполнување ќе створат добри предуслови за хармоничен развој на односите меѓу заедниците. Значи, добри предуслови. Така да ние може да развиваме овде полемика 2 дена, колку е задоволителната или колку не е задоволителна, и второ, че чувствувам кога да сме на тематски конгрес на СДСМ. Знаете, ние бевме дел од општеството, например, кое 2-3 години расправавме дали Бранко е добар лидер на СДСМ. Ја мислам дека тоа е работа на нивното членство и тоа треба они да го одлучат. Кој е добар лидер, кој не е добар лидер. Мене, например, ми е чудно, затоа што во сите партии имаше личности кои беа еминентни и проминентни во тие партии и кои не се на листите. И не знам држава во која сите членови на партијата се задоволни од листите, затоа што сите би се нашле себе си таму. Значи, затоа или им честитам на владеачката, каде што немаше ниту глас испуштен. Ја не верувам дека сите што сакале да бидат пратеници во ДПМН се на листите. Тоа партија е, они сите се таму аспиранти и се за некоја кариера. Но тоа е дел кој стварно реално не Дали не е прашање на онаа голема група на неопределени гласачи и на онаа група кои се незадоволни од актуелната власт да се занимаваат со СДСМ? Ако мислите дека сега зборувам логично во една партија, ако мислите дека вашето тело е релативно хомогено и се трудите да посегнете по други гласачи, тогаш ќе ја диверсифицирате. А таму има личности кои реално не се, бар ја не знам дека се членови на СДСМ, граѓанските активисти, има еден угледен професор, например, Ферид Мухич е таму. Не може никој да каже овде дека он не е угледен, ако не во рамките на Македонија, дефинитивно во рамките на својата заедница е. Но што се однесува до јазикот, да го кажам ова, тоа сака ви преска да го кажам. Значи, не треба се прави паралела помеѓу секој дневниот живот, во еден либерален капитализам, вие као граѓани немате обврска да комуницирате со државата, можете тоа да го правите преку адвокат. Дали тоа ја минимизира потребата да го знаете другиот јазик? Ја можам да комуницирам со сите државни институции преку мој адвокат и не морам јазик да знам. Потребата за познавање на јазикот е потреба за релаксација на односите. И второ, не треба се прави паралела помеѓу службено користење на јазик и задолжително учење на јазик. Ја можам да ви кажам дека во поранешна општина Чегране и Форино сите се албанци, но во школа учат и македонски. Ако е до потребата за дневна комуникација, тие не морале да учат. Ако е до потребата на знаење на јазик, ја учеле и не сум видел кај албанските ученици некои големи протести да не го учат јазикот. Но, ова сакам да ви кажам и ова се факти кои стојат. Значи, кога слушаме некој која зборува, треба сите негови реченици да му ги земеме. Помеѓу двојазичност и федерализација е голем јазот. Ја не сум слушнал нигде да се зборува за федерализација. Второ, пред влада кај нас има еден документ кој се вика преглед на Охридскиот рамковен договор од аспект на социјална кохезија, каде што прашањето на употребата на службената употреба на албанскиот јазик на целата територија е елаборирана во рамките на сегашниот устав. Не, само да го дефинирам. Дозволете само, пошто реков дека треба да се слушаат внимателно речениците до крај. Јас токму тоа сакав. Бидејќи деновија се погласно се слуша тезата дека еви вие се обидувате на некој начин да го релативизирате. Ама не го релативизирам, ја кажам за документ што го знам. Да, се слуша теза дека воведувањето на двојазичноста не било ветување на СДСМ, туку спин на власта. Па сега, ако... Но се плашам дека оние што се обидуваат да истуркаат таа теза, не слушаат внимателно што кажува лидерот на СДСМ, затоа предлагам да ги чуем изјавите на Заев. Охридскиот рамковен договор не е доволно. Мора да одиме преку Охридскиот рамковен договор. Оти тоа е рамка, некоја. Зошто во 25 години, 21 век, 25 години независна Македонија да има рамки на ограничување? Не. Или ќе веруваме во еднаквоста и рамноправноста. И ќе му помогнам на мојот сограѓанин албанец, или он мене, како македонец, за да може да функционира исто како мене, или јас исто како него. Јас сум истиот човек кој што води политичка партија, кој што денеска има 9270 членови од вкупно 70.000 членови, граѓани албанци со албанско етничко потекло. Јас сум истиот Зоран Заев, кој што ја отвори јавно употребата на јазиците во Македонија и еднаквоста и рамноправноста во државата. Јас сум истиот тој што го гледавте и по Facebook и по телевизии, кој што отвори штабови во Арачиново и во Чегране и насекаде и стои на македонски и на албански јазик.
без било какви предрасуди. Јас верувам дека употребата на јазикот може да биде наша предност, а не слабост. Јас од Струмица, каде што имам 94% македонци, 5% турци и 1% други етнички заедници, не губам ништо што моите граѓани албанци ќе си го употребуваат својот мајчин јазик. Некои викаат: ало, пред избори си, ќе изгубиш македонски гласови. Па кој е градо лицето на македонецот, што е важно? Ќе дојдат и други избори, ќе дојдат и други политичари. Сега му е мајка да ги отвориме овие теми. Дали имате намера да го смените уставот или, ако сакате граѓански тоа да биде, или ќе се придржувате на тоа што вашиот претходник го има кажано, пошто овие две работи не одат заедно. Ние одиме со граѓански концепт. Тогаш ќе мора да го смените уставот. Со соодветно време, кога ќе дојде потребата прагматична за таа работа, тоа ќе се случи. Значи и тоа не се исклучува, нели? Не се исклучува. Зборував за употребата на албанскиот јазик. Бе, не губам јас како граѓани на Струмица, кои што сме 94% македонци. Останувате на таа изјава? Значи, една работа да се знае. Прагмата во Македонија мора да биде следена. Не губам јас ништо како македонец. Ни па граѓанинот на Штип, на Скопје, кој што е од македонскиот етнички корпус на граѓани. Сега му е мајката да дефинираме каква земја ќе градиме во иднина. Concrete steps in the kindergartens, in the basic schools, secondary schools. My daughter, why she learn Turkish language, for example? She will learn Albanian. Еве, во време кога партиите на албанците во Македонија не го експлоатираат ова прашање, туку го отвара најголемата опозицијска партија во земјата, што би значила двојазичноста на Македонија и каде е овде спинот, јас не го гледам. Цветановски, Божиновски, Грозанов мисли уповедат. Значи повторно ќе кажам, значи проблемот, основата на нештата, малку да не претерам со ова, значи тоа го регистрираше како трейдмарк Катица Јанева, не е проблемот во јазикот и во неговата употреба и слично. Проблемот е што се наоѓа човек на кој што искрено не верувам, бидејќи дошол од Струмица, тука и прв пат видел албанец на 19 години кој дошол на факултет. Јас учев и живеев, имам другари албанци од Малечок, Драчевец, нели? Но ова е класична злоупотреба на едно лично емотивно прашање како јазикот, како што јас си го чувствувам македонскиот, и Алберт си го чувствува албанскиот, и сега одите на таа шема која што наметнувате долго време, увидувајќи при тоа дека едноставната приказка е имате анкети зад вас кои што велат дека сте катастрофален во однос на исполнувањата на гласовите и добивањето. Имате еден недостаток од 10% кој што сега го надополнувате на овој начин, одејќи на со тоа прашање напред. Ај, при тоа и не смееме да забораваме дека Заев вели дека поентата на ова е да се изгради едно еднакво здраво општество, но при тоа се смета дека Македонија е земја само во која живеат македонци и албанци, а не е така. Не. Баш е тоа. Како ќе правиме бинационална земја, а еднаква за сите? Не, за некои работи она е бинационално и одредена, затоа што ви треба за некои одлуки, бар во парламентот, тоа мнозинско кое го предодредува втората поголема заедница. За спинот, ја го врзував со федерализацијата. Значи, не сум чул нигде. Дори има некои албански партии кои спомнуваат федерализација, тоа не се експлоатира, туку се експлоатира термин кој не сум го чул. Искрено, ја не сум ги пратил сите. Се слушна вчера во кампања, може би употребено, ветување која Заев го дал со раководството на БЕСА. Разговарале за концептот за редефинирање на државата и сега веројатно се поаѓа од двојазичност како чекор кон редефинирање на државата. Него тоа станува една од примарните алатки која нему му се реферира. Сега тоа сум слушнам, тоа можда, не знам, ја не сум учествувал. Не сум учествувал во тоа, но не се докажав. Значи овие решенија законски кои се пред влада, значи поминали низ комисии кои се таму владнини, подразбираат техничко решение на можноста на граѓанин албанец да комуницира со органи на централна власт кои се дисперзирани низ Македонија, значи не треба да се прави паралела помеѓу локална и централна власт. Вие имате Министерство за финансии и во Прилеп, и во Битола, но тоа е Министерство за финансии и е дел од централната власт. Се прави електронски преку формулари, но исто така не се експлорира доволно, например, колку е некоректно кон албанските граѓани во Македонија, например, во голем број на институции, вие одите и гледате двојазичност, но обрната, гледате македонско-англиски. И сега ја се прашувам исто така, која е употребата на тие органи да им се обраќаат на англофони,
а не да им се обраќаат на втората мнозинска заедница во Македонија. Така да ние вакви прашања може да поставуваме многу. Ние сме исто така општество, само да го кажам ова, затоа што ова чувствам дека треба да го кажам, во кое одредени еминентни личности кои се и пратеници и функционери штрајкуваа, нели, пред парламентот со глад, затоа што нивната предпоставка тогаш беше ако има високо образование на албански јазик, дека Македонија ќе пропадне. Така да овие политички спинови се користат за жал кај нас непотребно и во лоша смисла. Што мислите вие после сета оваа тензија која се створи околу двојазичноста, дека ќе биде полесно во идниот парламент и во идната влада да се бават со тоа прашање? Токму тоа се спушти или се крева цената? Се крева. Сакаат да земат збор Грозданов и Божиновски, но пред тоа би ја вклучил господја Грчева со конкретно прашање на темава, додека сме уште околу употребата на јазиците. Господја Грчева, зошто Заев упорно ја турка тезата за двојазичност кога гледа дека тоа му носи негативни поени кај македонскиот електорат? Зошто се прават грешки во чекори, како тенденциозно да се случува нешто? Па не знам дали се прават грешки во чекори, тој се уште очекува дека од албанското гласачко тело ќе исцрпи голем број на гласови. Еве како што гледаме, сите се обидуваат наклонети кон Социјалдемократскиот сојуз да ги исправат или доинтерпретираат неговите инаку јасно кажани ставови. Значи, да, двојазичноста тој ја турка за да добие гласови, но не верувам дека утре ако ја добие власта, дека навистина ќе се спроведе двојазичност на целата територија на Република Македонија, бидејќи знаете дека јазик се учи од потреба. Не се учи од административна мерка да ви воведат во Струмица двојазичност или во Штип. Мислам дека тоа нема да се случи, дури и да победи Социјалдемократскиот сојуз, таквото ветување ќе отиде во ветар. Бидејќи едноставно нема потреба за двојазичност. Втора работа што мене ми смета во овие изјави е што практично ги влегува во атарот на албанските партии, кои што да не заборавиме, тие жестоко се борат за албанските права. Дали тоа сака да го види народот или не, меѓутоа од сите парламентарни расправи на кои што бев сведок, и како водеа битка и ДУИ ДПА за правата на албанците. Колку успеале, не знам, секогаш има место и простор за напредување, но не можете вие да им удрите шлаканици и да кажете дека вие ништо не направивте за правата на албанците. Не е точно. Уставот е променет, подпишан е рамковниот договор, договорени се односите во државата и сега вие испаѓате спасител на албанската нација. Секогаш има простор за напредување. Против сум етноцентризам, но секогаш се разбира онолку колку што треба и каде што треба. Ја не гледам никаква причина, еве тој самиот каже во Струмица дека нема ниту еден албанец. Во тие проценти што ги наведе нема албанци. Зошто би учеле албански јазик? И би направил една шега слушајќи ги сите овие инсерти, дека може би е време на вистина како аспиранти за Европска унија барем да знаеме македонски и англиски сите. Ви благодарам, господјо Грчева. Слушнавме впечатокот на повеќемина е дека станува збор за обид, односно прашањето за двојазичноста толку гласно се експлоатира и тоа е мотивирано во обидот да се привлечат гласови од албанскиот електорат, но прашањето за Божиновски како специјалност ги имате анкетите. Сакам да ме прашам дали ова прашање му носи повеќе корист или повеќе корист кај албанците или повеќе штета кај македонците на СДСМ. Слушнаве вчера, пред некој ден, професорот Фрчковски рече дека околу 6% од албанскиот електорат за прв пат би гласал за СДСМ во историјата на независна Македонија. Добро, видите. Ова прашање околу двојазичност и околу јазикот би требало да се наблюдува најмногу од политички аспект, односно од тоа колкава, како што рековте, колкава штета или корист ќе му донесе на СДСМ. Предпоставувам дека базичната она теза од која што СДСМ тргнал или предпоставка од која што тргнал е дека гласачите кои што не се албанци, а кои што се разбира го сочинуваат најголемиот дел од поддржувачите на СДСМ, тука знамерно велам не албанци, бидејќи имаме од сите други етникуми, исто како што имаме и кај ВМРО ДПМН. Значи,
се предпоставува или они предпоставувале дека тие им се сигурни гласачи и сега во неможност да се покачи рейтингот, а тоа го гледаме во изминативе неколку години, они не успеваат да привлечат нови гласачи. Се оди кон определена обид за привлекување на гласачи од оној дел од каде што досега едноставно не ни пробувале, тоест кај етничките албанци. И они сметале дека колкав дел и да земат со овие етнички ветувања, затоа реков многу е чудна граѓанска партија да прави етнички ветувања и тоа не за својот, него за другиот етникум, но тоа е веќе има тука повеќе нелогичности, но да се задржиме на ова конкретно. И дека што ќе успеат да привлечат од таму, а додека ваму сите ќе им седат на куп и ќе си гласаат за нив. Пак да повторам, 1+1 не е 2 во политиката, се покажа повеќе пати, значи давав повеќе примери за ова, давав повеќе предпоставки за ова кои што се потврдија на претходните избори. Значи вие не може едноставно само да соберете гласач од ваму, гласач од таму и да кажете еве јас имам волку гласач. Не, затоа што говориме за живи луѓе. И тука е проблемот. Они воопшто не рачунаат на тоа дека некој кој што сметал дека ќе гласа за СДСМ, после овие изјави и ветувања, а ние знаеме дека СДСМ најлесно ги исполнува ветувањата кои што бараат еден подпис, као што беше 2004 со територијалната реорганизација, и гледавме што произлезе од тоа, дека едноставно гласачите ќе си останат и ќе си гласаат за СДСМ. Значи едноставно они перцепираат, како викаше Стево Пендаровски, дека се тоа трло овци, дека тоа не се луѓе, трло овци и они ќе прават тоа што ќе им каже лидерот. Не е така. Значи не е така заради тоа што секогаш одредена акција во политиката предизвикува реакција. Колкава ќе биде таа реакција, нормално ќе видиме на изборите, но често пати реакцијата знае да е многу посилна од самата акција. Ајде да видиме и кратко да искоментираме анкетата на Брима Галуп, објавена на 2 недели пред изборите. Краток коментар и да одиме на следното прашање. Па добро, ова го покажува. Да. Не го гледам. Груевски Заев 28-13, доверба. Само кај македонското гласачко тело 28-13, да. Али Ахмети 5,6. Со партии. Сега ќе видиме и за партиите, ова се за политичките лидери. Еве ги ВМРО ДПМН 35,9, СДСМ 27,6%. Ова анкета е објавена на 27 ноември. Краток коментар и да го полека затвориме прашањето за двојазичноста, да одиме со други теми, бидејќи рековме и за кампањата треба позборуваме и за она што е ветено и остварливо во програмите. Поверете Грозданов, Кусо само, Божиновски, Цветановски, Муслим. Значи, за двојазичноста да ја завршиме. Мислам дека тоа е една огромна лага од испрлена од господинот Заев, затоа што 2 години поред ги нарекува Али Ахмети и Мендух Тачи дека се најголеми бандити и дека имаат клиентелистички однос со ВМРО ДПМН и нормално е да бараш гласови кај албанскиот електорат, кој што не знам дали ќе имаат 6% од скупното гласачко тело, меѓутоа тоа е една нормална појава. Не верувам дека 100% ќе исполни таа двојазичност во случај да дојде во позиција да биде власт и мисли дека со тоа ќе ги ослаби позициите на Демократската удруženje за интеграција, Демократската партија на албанците, за БЕСА и за партијата на Зијадин Села не верувам дека нешто спектакуларно ќе направат на изборите. Така да толку околу двојазичноста. Што се однесува до неговата коалиција, бидејќи отворивте прашање за ликвидација на одредени кругови во Социјалдемократскиот сојуз, они имаат историја на ликвидации на нивни луѓе, без разлика дали биле председатели на партија, дали биле видни членови. Например,
За политичка елиминација. За политичка елиминација или ликвидација, како сакате. Значи, прво започнаа со Петар Гошев во 1991 година, продолжија со Владо Бучковски, иако беше еден од најлибералните премиери нивни, значи не му дозволија да излезе на избори да победи. Со Тито Петкоски си создадоа дополнителна партија која што го поддржа Груевски од 2006 до 2008, за на крај да го ликвидираат и самиот Бранко Црвенковски и сите негови верни соработници, не можете да препознаете никој. Последен случај на ликвидација се Софија Куновска како председател на градската организација и најчудно каде што доста добро котираше како пратеник зборам и како доста културен човек, тоа е координаторот, поранешниот координатор на Социјалдемократскиот сојуз, на нивната пратеничка група, господинот Горан Сугаревски. Така да, коалицијата што ја создадоа, значи јас се нареков коалиција за пораз, затоа што они очекуваат пораз. Кога една коалиција, предводена од СДС, ќе започне помеѓу новинарите да спинува дека се блиску во анкетите, а анкетите покажуваат со години дека само се зголемува разликата помеѓу ВМРО, ДПМН и СДС, дека ќе да спинува дека ќе прават широка коалиција во која што ќе се решава проблемот со името и останати некакви други проблеми, тоа значи дека они се спремаат за пораз и дека Заев си направи своја дружина која што ќе може да ја контролира на некаков начин, иако веќе се знае дека одредени пратеници кои што се на добитни позиции, дека и нема да бидат толку послушни како што он очекува. Меѓутоа, тоа ќе видиме веќе на 12 декември. Цесаровски? Како што кажав и предходно, јас сметам дека токму на разлика што ја видовме, 9 насто мислам дека е на вкупното гласачко тело, а дека повеќе од 15 е кај македонското гласачко, независно, се обидува да ја надополнат токму со овој момент фатени во тесно. Јас искрено мислам дека тие не сакаат да одат на избори нити во декември. Како што ги прескокна оние во април па јуни, мислам дека беа притиснати од страна, убаво се види и странците тоа го кажа, мислам дека и притисокот дојде од нив, дека се свесни дека на 2 недели пред избори, вие со разлика од 9-10% да одите со убедување дека ќе победите, малку е и оние преструктурирања што ги спомна и Грозданов дека се направени токму како одстапница во случај на губење, а ќе има губење, тогаш следува одговорност, некој ќе треба да преземе одговорноста, а ако некој преземе одговорноста, ќе треба да ја сноси. Ако го имате околу себе едно јато на послушници, мислам да не се лажеме, граѓанско општество и слично, ја тие луѓе не ја гледам како граѓанско општество, тие луѓе и Пендаровски, останатите се 100 години, беа на дипломатските тела, одбори и слично, кандидати за председатели, не знам што како може тој да биде граѓанско. Тоа цело време продавањето на приказката дека граѓаните стојат зад нас. А другата страна е кој? Од другата страна кој стои, она што го спомена Ивајко, стоката, поделбата она, знаете, мислам, срамота граѓанското. Во ред, да го затвориме полека прашањето за двојазичност, да додиме на она што се ветува во изборните програми и колку се тие ветувања остварливи. Заев ја крева цената на ДУИ, на ДП и на останатите партии на албанците по Македонија, но рейтингот кај македонското гласачко тело е таков каков што е и поради други субјективни слабости карактеристични за овој политичар. Заев улога на градоначалник на Струмица го анализира колегата Градимир Марковски. Што вети во 2013-та и што реализираше Заев. Правиме паралела на ветеното и сработеното во Струмица со општина слична по територија и број на население. На триумфалната порта ќе поставиме бројчаник кој ќе го одбројува секој денар кој ќе го вратиме кон граѓаните, рече Зоран Заев во неколку прилики, веројатно заборавајќи дека може би таков треба да биде поставен и на некоја позната локација во Струмица. Тој веројатно ќе треба да одбројува колку денови остануваат за ветените, а нереализирани проекти во оваа општина. Чисто колку за потсетување, без тенденција. Ги анализираме ветените и реализираните, односно нереализираните проекти на Зоран Заев и Маријан Ристевски во Струмица и Прилеп. Општини со повеќе слични карактеристики, меѓу другото и демографските. Двете во 4-та изборна единица, двете предводени од најсилните или меѓу најзначајните персонални адути на власта и опозицијата, го реализираат актуелниот мандат и се потенцијални јуришници за нова локална изборна трка. Заев и Ристевски сметаат дека фактите се на нивна страна и дека ја оправдале довербата. Да видиме прво што мислат граѓаните на Струмица за работата на Заев,
Може ли да се надева на нов мандат доколку се кандидира? Па поголемиот дел се исполнети во првиот и вториот мандат, а додека и третиот мандат е повеќе во Скопје отколку во Струмица. Не е уште. Не е. Не знам, не сум толку упатен, ама мислам од сите не сум. За ветување што ветува за Струмица нема ништо исполнено. А сега тие што ги ветува, бидејќи нема капацитет да ги исполнат и што ги ветуват и овој, как ги викате. И друга причина, Зоран Заев у Струмица, за Струмица кажете? Да. И аз го немам видно 2 години. И кај се наоѓа, не знам. Дали е во Скопје или на друго место. И поради тоа, мислам оти што ветува, неверојатно да исполни. Што сака тоа се прави тоа? Дали се исполнети ветувањата ета кои ги даде на граѓаните? За мене всичко е изпълнено. И от една страна и от друга страна. За мен е все исто век. Заев на локалните избори во 2013 како кандидат на СДСМ и коалицијата победи тесно, со нешто над 2000 гласови разлика. Освои 19.122 гласови наспроти неговиот против кандидат Васил Пишев од коалицијата на ВМРО ДПМН, за кого гласаа 17.033 граѓани. Веројатно во 2013-та добил некој глас повеќе и поради ветените проекти. Каква е ситуацијата на терен? Економско-индустријските развојни зони се далеку од она што Заев го вети пред изборите. Нереализирани или отпочнати, но далеку од она како што беа најавувани. Гасификацијата на земјоделското земјиште е делумно реализирана. Во прва и втора фаза ја нема повеќе наменската хала. Новиот мултифункционален пазар ке поранешната касарна го има само на 21-та и 22-та страна од програмата, но не и на терен. Локацијата за цветен пазар ја има одредено, но цветниот пазар го нема. Ниту пак зоолошката градина, еконаселбите, жичницата од Струмица до Цареви кули и возобновувањето на средновековната црква Свети Ѓорѓи. Од другите покрупни проекти, струмичани се уште чекаат и на подземната сообраќајница која ја има на 40-та страница во програмата. Исто така новите булевари, ревитализацијата на чаршијата и изградбата на соборниот храм засега се само на хартија. Некои средни училишта се делумно ревитализирани, а ги нема градинките најавени во повеќе населени места. Ја нема и новата населба со 100 куќи. Од друга страна, доуредени се водопадите во Габрово и Кванташкиот пазар, тримпатеката во Банско, реставрацијата на Цареви кули е во фаза на реализација, делумно е модернизирано и уличното осветлување. Да видиме што мислат прилепчани за Ристевски. Заслужува ли нов мандат? Го остварил ли тоа што го ветил? На изборите како кандидат на коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН победи убедливо, со 10.000 гласови повеќе од неговиот против кандидат Хари Локвенец како кандидат на СДСМ и коалицијата. Кои сте задоволни од сработеното на градоначалникот Маријан Ристевски и колку од ветените проекти се реализирани? Многу. Задоволни сте. Се изнаправи во градов. Задоволен сум, мислам дека добро работат. Проектите што ги направи се во ред, во образование има доста работа направено. Задоволен сум. Многу сум задоволна. Не знам, колку мислам дека што ветија реализираја. Истото, се сложувам со сопругава, истото мислење. мислење. И да ви кажам право, во градов сега, мислам дека има каде да се прошеца. Градоначалникот на Прилеп Ристевски во досегашниот мандат не успеа да ги реализира современиот Луна парк, неколкуте нови трафостаници, ги нема пешачките и велосипедските патеки, иако градските власти велат дека се работат проекти. Ќе треба соодветно да се обележат и улиците и плоштадите, да се реализираат и сите ветувања за нови прилепски паркови. Во програмата на Ристевски има и електрични туристички возила. Од друга страна, реализацијата на индустријските зони Прилеп 1, 2 и 3, за кои се издвоени 60 милиони денари е во тек. Рокот за изградба е до 2017-та. Продадени се голем број парцели, завршена е реконструкцијата на градинките, а дел од нив веќе имаат проширен капацитет. Се работи на отворење трговски центар, изградбата на современиот транспортен центар со автобуска и железничка станица, во најголем дел е реализиран и функционира. Се продолжува со изградбата на колективен стамбен простор и куќи, ќе се инвестираат 90 милиони денари.
Се инвестира и во нови паркинг места, се прават детски игралишта, спортски терени, фабрика за селекција на отпад. И за нив рокот е до 2017. Воведен е современ градски превоз, инвестирани се 15 милиони денари. Иста сума е предвидена да се инвестира до крајот на мандатот и за атмосферска канализација. Зелениот пазар треба да биде целосно покриен, изградени се паркови во неколку места во градот. До крајот на мандатот ќе се инвестираат 70 милиони денари за обнова на повеќе општински патишта. Се развива манастирски, археолошки и културен туризам. Остануваат уште неколку дена од изборната кампања. Какви се вашите видувања на досегашниот тек и што очекувате до крај, до предизборниот молк в сабата? Грозданов, поведете. Мислам дека реториката ќе се разжести уште толку. Тоа е едната работа и мислам дека сега ќе дојде до кулминација каде што ќе се вади зашто треба се гласа за ВМРО ДПМН, а зашто против СДС и обратно, нели? Вчера имаше бидејќи имавме прилог за Струмица, имаше многу еден интересен настап на Никола Груевски, кој што објаснуваше како некоја фирма купила земјиште во општина Струмица, која што била наменета за пазара, луѓето сакале да прават фабрика, па после се префрлила во Кочани. И мислам дека такви примери ќе се редат многу повеќе, како што, например, ако читате внимателно програмата на СДСМ, вика ќе извршиме генерален реизбор на судиите, што е упад директно во правосудството и каде што очигледно забораиле дека судиите и обвинителите веќе не се бираат во парламент или така сака да ја вратат работата на назад, дека има академии за обвинители за суди, дека има судски совети. Значи имате една таква работа, а она што најмногу ме загрижува, а тоа медиумите не го карактеризираат и не го објаснуваат, тоа е вика ќе извршиме ревизија на наставната програма и на наставните содржини на сите универзитети и институти каде што учат медиумски работници и новинари. Тоа ви е Ким Јонг-ун филозофија на социјалдемократите. Значи, не знам од каде го извлекуваат тоа право и не знам по која логика ја одат, а класично дека СДСМ гази преку живи луѓе, воопшто не ги интересира ни дали работите во приватен сектор и дали работите во администрација и така натаму, е случајот каде што теледиригираните медиуми на господин Зоран Заев, при смената на Никола Љушев, значи директор на OneVip, го карактеризира Диме Ковачевски дека бил дел од фамилијата на власт. Прво, Диме Ковачевски е 18 години директор, односно работи во Телеком на Македонија, бил на видни функции и најпрофесионално дошол во OneVip да биде директор, а колку има врска он со ВМРО ДПМН, толку колку што Заев има реална слика што е политика. Мислам, тоа е само за да дам пример како се... Коментар за покрупните ветувања. Еве, например, едните ветуваат минимална плата 14, другите 12. У економската политика... СДСМ ветува отворање на почеток на преговори за членство со Европската Унија до крајот на идната година, без при тоа да се објасни дали во однос на спорот за името. Дури се инсистира дека ќе се свртат кон внатрешните слабости и проблеми, кон застојот на демократските процеси, но добро знаеме дека до 2009 или 2009 беше првата позитивна препорака, првиот позитивен извештај и препораката за отворање на преговори за членство. Тогаш немавме ниту политичка криза, ниту застој на демократските процеси, но почетокот на преговори беше блокиран единствено од грчкото вето. Има некои крупни ветувања, да се задржиме на тие. Видете, крупните ветувања, значи ги даваат во континуитет во сите програми. Значи во 2008 година, значи Радмила Шекеринска кажа за 6 месеци ќе влеземе во Европска унија. Тоа се нереални ветувања. Ние не можеме да влеземе кога прво имате застој за влез во Европската унија. А како ќе решат името, тоа многу ме интересира, освен ако се изврши притисок врз Грција за наше членување во НАТО, да влеземе под времената спогодба во однос на името. Другото е, мислам, илузија во овој момент. Еве, можеби тезата за тоа дека, како беше, надворешната политика е многу критикувана на Македонија, дека Груевски е изолиран, но гледаме кога доаѓа Курц на митинг, се вадат сабји. Вчера беше дол, да.
И тука гледам една, како да речем, двоен аршин, кога Ричард Ховит, например, како европратеник зборува на Конгресот на СДСМ, тоа е добро, тоа е здрава меѓународна поддршка за вистинската партија. Кога Курц се качува на бината, тоа е одма лицемерната европска десница која сака да поддржува диктатура во Македонија. Малку не беше само Курц, има и доста други видни личности кои што поддржуваат. Забелешка и кон нашите евроатлантски партнери дека се случувало така да ни доаѓаат европратеници и да се ставаат на позиција на нивните сестрински партии. И тоа не е во ред. Разлика е помеѓу Конгрес и избори е огромна. Значи Конгрес на Конгрес вајде и да сите. Суштината е тоа дека Ховит излезе и јасно се определи и кажа. Не, ама тоа не е за поздравување. Значи, но тогаш немаше реакција. Не сме, ја можам да го кажам мојот став, јас сум реагирал на тоа дека не смеат европските партнери или пратениците во Европарламентот да се однесуваат кон нашите балкански пратеници кои се ставаат зад своите сестрински партии независно од нивниот однос. Тоа за тоа прашање. Курц, ја и на една друга емисија кажав дека поголем проблем ќе има во неговата држава отколку кај нас. Ефектот на неговиот настап треба да се види во членството, но проблемот и испадна дека е така. Он веднаш од утредента имаше реакции и од австриското Министерство на надворешни работи, и од видни политичари, нивни и европски политичари. Што се однесува до ветувањето, ја гледам, например, една диаметрална спротивставеност во однос на компаниите, например. Владачката инсистира на странски инвестиции на економските зони, опозицијската нуди поддршка од поголем обем за домашните фирми. Иста сума нудат 140 милиони во наредните 4 години, и едните и другите. Но за различни... За домашните компании. Окей. Од Европската инвестициона банка и од Македонската банка за поддршка на развојот. Не, овие 140 милиони јас сум ги сватил дека се од домашниот буџет, не од по 20, по 40 годишно. И е нов пристап на време кој владачката не го имала затоа што имал друг пристап. И тоа се економски политики и тука не ја фаворизирам едната или другата. Ви велам дека тука ги гледам разликите. Што се однесува до други ветувања, имаме во однос на данокот, на линеарниот и данок, и тоа е валјда карактеристика на социјалдемократи, дека сакат богатите да ги даночат, и не е нешто карактеристично само за Македонија тоа. Мислам дека тоа беше спорно и 2006 кога владачката дојде на власт, дека тоа беше една од мерките кои ги нудеше. Што се однесува до образованието, дека, види се, имаме, ние во нашето општество имавме реакција од тие категории, од студенти, од ученици. Се почна од студентите овде, затоа што не беше инклузивна. И не можеме ние да исклучиме таа ексклузивност на политичарите кон заинтересираните страни, да кажеме дека тоа не беше. Да, тоа не може да каже дека ќе влезете на наставната содржина, мислам. Не, за наставната содржина треба они да се искажат што мислат на тоа. Тоа е политичка партија. Него вие знаете дека секоја образовна институција си прави силабуси и си конкурира со одредена програма. Мислам, што е во содржина? Интересира дали разговарале со Македонскиот институт за медиуми, кој што ја критикува власта по сите основи. Мислам, тоа е дел од образование, имаше едногодишна школа за новинари, која што се оценуваше како добра. Мислам, и сега вие у програма пишете дека вие ќе го ревидирате тоа, односно ќе па треба да се преизјаснат како ќе ревидираат нешто што не е до нив. Затоа што е напишано на памет. Повторно сме во контакт и во емисијата ја вклучуваме екс-пратеничката на СДСМ господја Солза Грчева, која бара реплика на излагањето на Муслиу. Повелете, Грчева, во емисија сте. Една куса дигресија ќе направам кога колегата Муслиу зборуваше за излегувањето на студентите, оној вистински автентичен изблик на незадоволство кога 10.000 студенти се слеа на улиците на Скопје. Тоа значеше нивна борба за автономија на универзитетот и за академска слобода. Ова што се заговара сега во партиските програми, со интервенција во курикулумите, во силабусите, тоа представува класично нарушување на автономијата на универзитетот. Ако вака се продолжи,
тие исти студенти кои што се далеко од тоа дека се СДСМ или се партиски определени ќе се најдат повторно на улиците, заедно со нас професорите. Бидејќи такво нешто е недопустиво. Силабусите и курикулумите треба да се водат исклучиво од нашата европска најдобра пракса на изучување и проучување на универзитетите. И друга една работа, сакав да додадам. Повелете и моето следно и последно прашање за вас. Повелете? Да, и сакав уште нешто да додадам, дека цела предизборната програма на повеќето партии е всушност класичен државен интервенционизам. Упат во либералната економија. Никој не се грижи за тоа да создаде одржлив економски развој, кој што ќе создаде одржливо повисоки примања, туку се лицитира со бројки. Се таргетираат групи, не би рекла дури ни на граѓани, туку на гласачи. И секој му се нуди по нешто. На тој начин државата само долгорочно ќе губи, пензионерите ќе се плашат за пензиите, младите и понатаму ќе се иселуваат и нема да имаат перспектива во една земја во која што има намера за една година да ги спука сите ресурси. Во една реченица само кусо што планирате вие, дали продолжувате со политичка кариера и какви резултати на изборите очекувате? Јас имав повеќе понуди од опозицијски партии за високо позиционирање, практично за највисоко, за првата изборна единица, не ги прифатив, бидејќи сметам дека треба да ги сочекам резултатите на овие избори, кои што дефинитивно нема да бидат крај, може би ќе бидат крај на политичката, но не и на општествената криза. И би сакала да се видам во еден нов проект, каде што Македонија пред се ќе стане дел од Европската заедница, ќе биде праведна, ќе биде безбедна, ќе биде домакински и така натаму. Тој пат е трнлив и тежок, како што кажав, и него можат да го изодат луѓе кои што ќе имаат чесен однос кон граѓаните. Да, мислам да останам во политика веднаш по изборите. Благодарам за учеството и за ова јавување. Господја Грчева, продолжуваме понатаму со дебатата. Еве генерално околу ветувањата кои што ги даде СДСМ, значи во однос на ВМРО ДПМН ние веќе имаме онаа пракса, имаме отчет за тоа што било претходно ветено, нови ветувања, на тој начин се прави едно поврзување со она што претходно било ветено, со она што е сработено и со новите ветувања. И тука они се успешни во изминативе 10 години затоа што едноставно гласачите и граѓаните стекнаа доверба дека она што ќе излезе и ќе го каже ВМРО ДПМН пред избори во најголем дел и се остварува. Тоа е првата работа. Сега тоа треба да направи СДСМ. Но, ние од старт веќе имаме проблем. Прво се наметна ова со двојазичноста, со федерализација, кантонизација и така натаму. Паднаа во вода ветувањата како минимална плата, односно паднаа во втор план. Го тргаме тоа на страна. Еве да ги видиме кои ветувања. Значи, прво, имаме минимална плата која што е ветена од 16.000. Мислите дека ако беше тоа возможно, немаше ВМРО ДПМН да го вети тоа? Ако беше 16, возможно немаше да го вети тоа ВМРО ДПМН, ќе го ветеше. Имаме друг проблем. Покачувањето на минималната плата, особено за одредени сектори, пребргу, ќе значи клучна врата. Значи имате избор, или ќе биде во моментов вака, или ќе се стави клучна врата и тогаш нема ни тие пари да ги земаат. Ама за тоа треба да се направи анализа. Не може вака као на пазар да се надават. Ако е така, па не гласете ни за ВМРО, ни за СДСМ, гласете за левица, не ветија 20.000 денари минимална плата. Затоа што ова така ми личи. Втора работа. Кои се тие ветувања за 30.000 денари просечна плата? Значи, не сум економист, обидов да побарам, консултирав и некои луѓе, побарав и на интернет. Ја не знам држава во светот кај што државата ја определува просечната плата. Како може државата да определи просечната плата? Не постои таква нешто. А ние гледаме 30.000 просечна плата ќе имате, две платички, 60.000, секој среќен со 1.000 евра. Треба малце да се биде пореално. Треба да се даваат ветувања кои што се остварливи и кои што се пред се добро образложени. Затоа што, како опозицијска партија, ти треба двојно повеќе напор да вложиш, за да ти поверуваат луѓето во тоа што им го ветуваш. Особено со такво лошо портфолио од минатите изборни циклуси. Па нели ние имавме ветување за поеден вработен во семестар. После тоа ветување,
невработеноста во Македонија го достигна својот максимум. А има ветување само кај дуи. Поеден вработен од албанско семејство. Значи, едноставно, ако сакате граѓаните да ви веруваат, треба добро да ги образложите своите ветувања. Кај таа просечна плата, бидејќи сега во изминатава недела едноставно кај СДСМ, освен она стандардно критика кон ВМРО, единствено нешто што го видов што беше промовирано таа програма беше тоа просечна плата 30.000 денари. Значи тоа беше промовирано. Затоа во програмата има една реченица. Ние ќе направиме просечната плата да дојде до 30.000 денари. Толку ништо повеќе. Сега не може да имаш доверба во нешто доколку не е образложено, особено ако имаш лошо претходно искуство со тоа. Значи треба да се потрудиш двојно повеќе. И тука е проблемот околу тие ветувања и остварувања. Тука значи може и некои други добри проекти или добри ветувања да не поминат само заради овие работи. Мислам вака на неколку дена пред изборите дека не е чудно некој да се предомисли таа 16 да стане 26.000, 30.000 да станат. Па не, веќе имаме надавање. Надавање бидејќи се што видовме надавање, односно фризирање на една друга програма, не се што таа нивната вчера убаво видовме ноѓе од двери, некој башка си ја препишал. Ајде и тоа, но мислам дека основната разлика и перцепцијата на народот кон двете партии е што кога ВМРО ветува, го прави тој, тоа го докажа во минатото, а овие другите ветуваат. Мислам дека, еве, пример еден кооперацијски, човек сака да стави плин на автомобилот, плински уред, не става. Вика, чекам да победи ВМРО, затоа што Груевски ќе ми даде 300 евра субвенција. Луѓето таму иде работат. Тоа е веќе врзано во крпче затоа што е ветено и сметаат дека тоа ќе биде. За ова другото е ветување, 16.000, да, 30.000, мислам дека така одат работите. Ке се навратам на Курц, јас не се сложувам со Алберт затоа што одиме кон нешто повисоко, се стремиме кон Европа, така, односно Европска унија. Ние ќе бидеме дел од таа Европска унија, ВМРО, ДПМН, како и СДСМ ќе бидат дел од нивните матични, односно големите партии. ВМРО ќе биде дел од демохристијаните, таму е Курц, таму тој доаѓа и го кажува, јас мислам дека во тоа нема ништо лошо, исто како и вчера излезе Дол. Значи Жозеф Дол е председател на ЕПП, најголемата, најмокната партија во Европа, даде целосна, апсолутна подршка. Тоа мене ми кажува нешто друго. Дека сите оние приказки, ај сега да не се лажеме, Курц и Дол не знаат што се случува во Македонија. Криминалите и се Дол ќе даде подршка на она што се прави целата шема. Криминалците вакви онакви. Дол се јавува, дава максимална целосна подршка, се појавува Курц кој што е МНР на Австрија, дава целосна подршка и тоа ќе следува, верувате и натаму. И тие даваат подршка, имајќи предвид дека тоа е можеби нека криминална влада како што цело време прават благодарение на оние бомби и сите тие работи кои што беа жива перверзија. Не верувам. Јас мислам дека тие луѓе знаат дека се оно што го работи СЈО, го гледаме и ние дека испадна чисти индици, ништо од тоа не испадна. Од едно обвинение за 5 милиона од УБК до сега за уништување на опрема. Мислам, се направи толкова фама околу сето тоа. И онаа работа со кој што се случи, главната беше оној спин. Убаво кажа, да, ковид се појави, никому ништо, напротив, го пуштивме и ние. Но разликата е што оние професионалните медиуми, а ние сме куририте, знаете што е разликата меѓу куририте и професионалците? Ние работиме за плата. Ми не паши неа ни зимаме, нели? Но работиме за плата, тие живеат од поголемиот дел од странски фондови. Онаа девалвација, која што е основата на матрицата на действувањето, и граѓаните, куририте и професионалците. Истата шема. И за етикети и лепеза на... Апсолутно етикетирање без врска. Да, можеби за тоа не поминува приказната за слобода и демократија, бидејќи сите што... Некако, на некој начин левицата, односно социјалдемократите си ја монополизираат терминот слобода, демократија. Не, и сите нас кои не се согласуваме со нив, не прогласуваат за, како рече? Само да се докажам за Курц. Ја во ниеден момент тоа не го спорев, ја не го знам ефектот кој е, но не го спорев неговото присуство и укажав на тоа дека он си има реакции дома, а не тука и он имаше реакции. Да, ма знаеш од кого имаше? Der Standard, знаеш? Тоа е гласилото како што е во светот секаде поделено и кај нас, ама кај нас се прави балко тоа дека
Дневник пишува вака или вечер, а слободен печат во светот се знае, купуваш Билд, знаеш што ќе прочиташ, купуваш Guardian, знаеш што ќе прочиташ, New York Times, Washington Post. Така, гледавме Америка, Fox и CNN. Сосема различни прекрати. Разликата измеѓу нив и нас е дека кај нас тие пренесуваат вести и прават анализи. Ние креираме вести, него правиме анализи. Само да направам дистинкција помеѓу стоката и граѓаните. Значи, изразот кој го користи СДС е граѓаните, овие го користат народот. И тоа им е класичен начин на однесување. Сите и ВМРО се повикува на народот, а што се другите не народ? Немаш народ и останато. Добро, ајде да го завршиме. Народ и друго. Сам граѓани. Па сега, ако е опозитно, тогаш треба да е не народ. Не, ама ако имаш ти... Добро, господа, ајде вака, следно и последно прашање, да го затвораме кругот полека. Какви резултати очекувате в недела? Сите кратко, Божиновски како најдокажан експерт за правење анкети, кој морам да те пофалам дека досега на ниту едни избори не си погрешил анкета. Не е тоа дали јас ќе погрешам или не, ако го спроведеш истражувањето како што треба и ако ги објавиш после резултатите како што треба, се разбира дека. Бидејќи те пофаливме, ќе ни должиш да ни преведеш во мандати. Вие повелите можете во разлики број на гласови, како сакате. Моето лично мислење е дека по сите анализи кои што идат и по распрашување по квалитетни аналитичари, оние кои што прават квалитетни истражувања, дека разликата сепак ќе биде над 100.000 гласови. Не знам дали ВМРО, ДПМН и коалицијата ќе стигнат до 63 пратеника, но не верувам дека СДС ќе надмине над 40 пратеника. Тоа е така да со сигурност е дека ВМРО ДПМН ќе биде новиот мандатор. Дали ќе биде Никола Груевски или некој друг, тоа ќе го оставиме за натрепартиски да го решаваат. Меѓутоа дека социјалдемократите, значи сите потези кои што ги прават тоа е нивна коалиција за пораз и се спремаат за опозиција. Единствено нешто што ме интересира е дали ќе го поздрават поразот, односно дали ќе ги признаат изборите или ќе се спремаат на некакво друго сценарио за кое што мислам дека сето ова доаѓање на Курц, на Орбан, на Дол и така натаму, дека јасно е дека ќе мора да признаат и да кажат и да влезат мирно во опозиција и да делуваат опозицијски, бидејќи на Македонија е потребна опозиција, не може неопозицијски. Ако му една демократска Америка што ги измислила статистиките, може да се погреши, може и тука. Ја искрено чекав од кај него да има некоја анкета после време. Анкети имаме бар две кои се вртат сега во мандати. Како ќе ги распоредаме тие мандати? Кај нас Сајте му е таа привилегија на Божиновски мандати. Кај нас 5000 гласа распоредени у 5 единици може да значат 10 пратеници. Така да Па не, и анкетарите во Америка не сгрешија. Хилари освои 2 милиони повеќе гласови. Не, како беа тие распределени. Така да по мене сите ќе се вртат околу ПСК-та. Кој ќе биде победник, разликата, тоа не знам, не можам да го кажам. Но дека ќе има огромни разлики, тоа не верувам. Спортско-политичка прогноза, нели, неблагодарна работа. Јас мислам дека ќе биде поголема разликата од ПСК-те, дека некој ќе биде на 40, некој на ПСК, можеби и 60. Мене не ме плаши тоа што као ќе се случи, нели, гледано као човек, бидејќи на сите мислам дека им е преку глава од досегашните случувања, сите сакаат да видат една разрешница крај на кризата. Мислам дека исто така не е спорно дека ВМРО ќе победи. Проблемот е во следниот ден, па и вечерта. Минатиот пат бевме сведоци на истата вечер, буквално пред прогласувањето на резултатите, во 19:30 имавме прогласување на неважички избори, непризнавање на избори, без никаков аргумент, без никаков приговор до ДИК, ништо. Овој пат мислам дека е поинаква работата и по сите оние од странците кои што ги поддржува, дел, сепак ќе кажам, дел од странците кои што ги поддржува, се надевам дека и овој пат ги притиснале многу добро за да го направат и кажат тоа, односно да ги признаат изборите, го кажат тоа и Хан, го кажа и други. Токму ми е прашањето и на Грозданов. Ќе има ли доблест опозицијата, замислете на злоча како Клинтон призна, иако сега прави други работи, но го призна поразот. Кај нас се нема тоа случајно луѓе, не знам, 10-12 години. Љупчо Георгиев, нели народот е во право и кога греши. Дури и кога греши, да.
така што тој беше последниот, Љупчо Георгиевски призна, Љупчо призна. Сега во меѓувреме имаме 10 години пауза, сите зборуваат за местенки, за слично за ова. Имаме работено на избори, имаме предавано за избори. Непочитување на институции, непочитување на Мене нервира што се става изборите се ставаат како мора да биде како ќе биде. Луѓе, не имаме прекрасни избори. Да не се глупираме, никогаш освен 2008-та не сме имале лоши избори. Оние зафрканци што се околу создавањето на балкот за изборите не е точно. Имаме одличен изборен процес. Па доколку видиме оние истражувања кои што беа објавени, во зависно нели кое истражување, разликите беа меѓу 160-170 гласови во корист на ВМРО-ДПМН. Кога ги земеме оние најконзервативни предвидувања, односно кај што разликата беше најмало, околу 100.000 гласови, преведено во пратеници, тоа се најмалку 14 пратеници, односно 15, односно 16 пратеници. Точно дека се имаме 6 изборни единици, дека има влијание кој колку каде ќе освои, но во никој случај разликата од 100.000 гласа не може да значи помала разлика од 13 пратеници, во најлош случај за победничката партија, а 16 или 17 во најдобар. Просекот е негде 14 до 15 пратеника. Ова ви говорам според тие конзервативни процени. Па како сака нека бидат распоредени тие гласови, значи на 100.000 гласови разликата е некаде меѓу 14 и 16 пратеника. Се разбира, ние не можеме да кажеме точно, бидејќи точно... Вашиот институт прави нова анкета? Подготвувате нешто до крај? Ние си работиме некои други истражувања. Не знам дали ќе имаме и време и пари за да објавиме до дека биде, значи до крајниот рок, до кога смеа да се 3 дена пред молк. 5 дена пред молкот се во принцип. Бидејќи самите отворивте една дилема дали поразениот ќе има доблест, политичка храброст да го признае поразот и да честита победа. Како крајно прашање, ако сте во дилема околу тоа прашање, можно ли е некое друго, грдо сценарио за државата после изборите? Јас не верувам, се надевам дека ќе биде така, бидејќи тоа ќе биде вистински крај на кризата. Конечен. Дека ќе излезат и ќе честитаат, не заради партиите, не заради друго, заради народов кој што буквално се закрави премногу меѓу себе. Луѓе не одат на кафе веќе заедно затоа што биле на различни страни и партии. Се надевам дека ќе има доблест за да се смират конечно работиве и да тргне работа, вака мислам да ги премина сите граници. Биде ако нешто драматично не се случи, а не верувам дека се случи, резултатите ќе мора да ги прифатат. А ако се случи, сите ќе бидеме сведоци на тоа, пошто толку се покриени овие избори, што нема да може да се, да кажем, заташкаат. Јас се сложувам дека таа мирно прифаќање на изборните резултати има врска со кризата. Според мене тоа ќе биде почеток на завршување на кризата, не е завршување на кризата, ми имаме еден куп обврски што не очекуваат после изборите. Тогаш почнува вистинската работа. Тогаш почнува вистинската работа, но таа верувам дека голем дел од таа вистинска работа ќе биде надвор од очите на граѓаните, тоа ќе биде тоа врски кои они ги превземат, но верувам дека треба да се каже дека не е народот виновен, него како не различно и од многу места, не многу развиени во светот, обично граѓаните стануваат жртви на индивидуалните судбини на политичарите кои не презаат тогаш тие индивидуални нивни судбини да ги да ти кажам, да ги идентификуваат со нивните групации и да влегуваат во такви клинчови ради нивни интереси. Занов, имаш нешто да додадеш? Па, види, мислам дека ќе заврши цела приказна на 11 декември. Значи, не може вие да повикате меѓународна седница да дое на помош да се договорат четирите најголеми политички субјекти за да на 11 декември или на 12 да кажете дека не важат изборите или дека биле криминални, освен овие некои ситни инциденти кои што се случуваат, ако вчера добро го пратев Дарко Алексов од Мост, дека има некакви ситни административни инциденти, мислам дека тоа тука ќе заврши. Клучната работа е дека тој што ќе изгуби, ќе ги признае изборите, без разлика сега какво е моето лично мислење,
ќе призна изборите и ќе мора да седнат во парламент и да ги исполнат са втората фаза на Прашинскиот договор. Тоа е за 6 месеци да направат нова легислатива во медиумите, не ваква од лево па на десно, во избирачки списоци, изборни закони и така. Све она што безбедносните системи и така, све она што е договорено, они ќе мора да го спроведат. Така да нема да биде како што беше во 2014. Не верувам. Господа, ви благодарам за учеството во емисијата и на Грчева и на Грчева и благодариме за тоа што се вклучи. Почитувани гледачи, ви посакувам мирен истек на изборната кампања и мирен изборен ден. Довидување идната недела на денот на изборите. Требаше да не што е за